Почитувани медиуми, почитувани мои сограѓани, пред се сакам да ве поздравам и да ви се заблагодарам на медиумите што ми овозможите да направам отчет за моите 100 дена работење од новиот мандат. Почитувани мои сограѓани, во првите 100 дена реализираме повеќе инфраструктурни проекти. Во населено место Петровец, на улица 22, по завршувањето на канализационата мрежа, извршиме целосно асфалтирање на истата во должина од 280 метри. На трите краци од улица 22 поставена е нова канализационна мрежа во вкупна должина од 260 метри и извршуваме приклучок на домаќинствата кон канализационната мрежа. Во населено место Петровец, на крак од улица 1, направено е канализационна мрежа во должина од 300 метри и истата ја поплочиме со бекатон плочки. Извршиме темелна реконструкција на културниот дом во населеното место Сушица. Извршиме чистење на 4 депонии. Ја чистиме дивата депонија во Петровец на излезот према Одњанци, ја исчистиме дивата депонија на манастирот, кај манастирот Светилија во Одњанци, ја очистиме дивата депонија на место викано Кисела вода и дивата депонија кај православните гробишта во Петровец. Извршиме расчистување и тампонирање на дворното место на амбулантата од здравствениот дом Скопје, со што обезбедиме паркинг простор за повеќе возила. Традиционално, секоја година, по повод на новогодишните празници, јас, заедно со советниците од Советот на општина Петровец, заедно со директорите од двете училишта, поделиме 500 новогодишни пакетчиња. По повод православните празници, Бадник и Божи, заедно со Тинекс, поделиме 220 хуманитарни пакети на социјално ранливата категорија на семејства во општина Петровец. На територијата на општина Петровец извршиме дератизација на шахтите согласно одредбите од Законот за заштита од заразни болести. Воедно извршиме и дезинфекција на општинската зграда. Извршиме докомплетирање на помошните простории на спортската сала во Средно Конјари и го уредиме дворот пред спортската сала во училиштето Средно Конјари Братство и единство. Изработиме проект на нова општинска зграда и токму денес ќе биде објавен оглас за избор на фирма изведувач кој ќе ја изгради новата општина. Изработиме проект на нова детска градинка која треба да се гради во училишниот двор на основното општинско училиште Коча Рацин од Петровец. Го реконструираме детскиот забавен парк во Долно Конјари. Почитувани мои сограѓани, сите овие реализирани проекти се реализирани со средства од буџетот на општина Петровец. Проекти кои ќе бидат реализирани во текот на 2022 година се: нова општинска зграда од 800 метри квадратни, нова пешачко-велосипедска патека од центарот на Петровец до центарот на Ржаничино. Продолжуваме со изградба на канализационата мрежа во населено место Одњанци. Ќе извршиме доизградба на спортската сооблекувална за фудбалскиот клуб во Долно Конјари. Изградба на пешачка патека во Горно Конјари од центарот на село до бензинската пумпа. Во населеното место Ржаничино пред културниот дом ќе изградиме нов детски забавен парк. Во населеното место Катланово ќе ја доизградиме и опремиме со инвентар просторијата за пензионери. Во училишниот двор, во основното општинско училиште Коча Рацин Петровец, ќе изградиме нова детска градинка. Ќе асфалтираме и поплочиме со бекатон плочки локални улици во повеќе населени места. Почитувани мои сограѓани, продолжуваме и понатака да работиме транспарентно и отчетно, заедно со советниците од Советот на општина Петровец, заедно со општинската администрација. Ќе продолжиме да ги подобруваме условите за живот на сите жители во нашата општина. Ви благодарам на вниманието.